фала на Вики, на Дарко, на Андре за прекрасното славење. Јас верувам дека сите бевте охрабрени, сите бевте расположени на некој начин и сите заедно го прославиме Христос. И нема ништо најверојатно подобро, нема ништо, дури можам да кажам, дури по-безбедно тоа да се слави мојот создател, се слави твојот создател. Така да јас верувам дека сме на добро место, на вистинско место за сите вие што во живо сега ќе се приклучите, но и за сите оние што потоа ќе го проследат ова видео. Ја верувам дека се задржувате на овие видеа и верувајте дека има таква содржина на сите овие нешто што јас лично ги преслушувам по неколку пати, можам да кажам, и така да кога јас можам да ги преслушам, верувам дека можете и вие да ги преслушате. А да не збориме за Зоран. Зоран со голема фамилија, за 4 деца, така да време има за се. Единствено што треба да има во нас, тоа е тој поттик, таа ревност, таа жар, да се слушне, да се дознае нешто повеќе, да се познае нешто повеќе и да се делува во нешто повеќе. Така да добре дојдете уште еден. Јас се извинувам за малите пречки што ги имаме околу звукот, пред тоа сега околу камерата. Едноставно со техниката е така да нема да замеруваме. Зоран, повели, едно добро дојде. Да, навистина е секогаш е привилегија, како што знам да спомнам, дека можеме да го правиме ова, дека можеме да го пренесуваме она што ние сме го научиле, на сето тоа знаење, а истовремено сме, ја лично сум во таа понизност постојано, или барем ја разбирам дека колку и да сме ние паметни, колку и да ние знаеме, колку и да проповедаме, ја веќе проповедам најверојатно околу 20 години и секогаш се враќам наназад и велам како ми успеа да го кажам ова. Значи секогаш оставаме не само оставаме простор, него знаеме дека тој е Светиот Дух преку овие тела, овој ум, нас како човечки битија зборува преку нас и затоа е толку убавината е што ние сме восхитени, а луѓето се запрепастени. Така да убавината е што дозволуваме да Светиот Дух делува во секој момент, во секој даден момент, а дури и денеска. Точно, дефинитивно. Океј, размислува, прво ајде вака на техничко, знам дека сите веќе се запрашувате кога ќе почнеме со неделни богослужби, стандардни во Сити Хол и нашиот план. Зошто викам нашиот план? Зашто многу се наши планови, али Божите се други. Од друга страна, тука имаме таква асоцијата да имаме измешано неколку планови што мора да се следат, така да јас верувам дека оваа недела ќе веќе наредната што следува, ќе имаме, но најверојатно можеби ќе биде пробна на некој начин, најверојатно ќе гледаме како се одвиваат работите. За многумина ќе биде чудно, после овој цел 3 месеци да дојдат со повеќе луѓе, за многумина ќе биде чудно да седат со маски на самата служба, за многумина, за нас посебно што организираме, не знаеме ни од каде да почнеме, зашто на дневна основа се менуваат законите, се донесуваат во недостатоци, така да верувате во едно нешто, дека тоа што го согледуваме, тоа што гледаме да биде најдоброто за сите. Тоа значи сите. Библијата или кога Исус доаѓа во твојот живот, он не гледа само што е најдобро за тебе, или ти не гледаш само што е најдобро за тебе, него ти носи перспектива што е најдоброто за сите. Така да ние како црква што го промовира Христос, што го збори Христос, што верува во Христос, гледаме да биде најдоброто за сите. И така да ја верувам дека убаво е да се биде опуштен, убаво е да се биде радосен, без разлика што не знаеме какви се времињата во моментов и едноставно ќе донесеме вистински правилни одлуки. Така да бидете опуштени, тука сме, заедно сме, се гледаме со луѓето, нема потреба за паника. Зоран, размислував пред да почнеме, знаеш, многу пати во историјата на црквата, многу пати кај нас во црква, многу пати во другите цркви се доведува до едно прашање: што точно и каде точно треба црквата да се занимава, со што да се бави, кои сите оние работи што црквата треба да ги промовира, да ги пропагира. И понекогаш ова ќе го кажам за жал, се сведува на она само каде што ние социјалниот аспект го согледуваме на луѓето, социјалниот аспект го согледуваме на тие околу нас, на сиромашните. И зашто викам за жал? Тоа не значи дека тоа не е добро, напротив.
Тоа е оставнина, ако можам да кажам, од самиот Христос, од сите апостоли понатаму, тоа е оставнина од самиот Бог. Љубовта те тера да го правиш тоа. Но ако гледам им се обраќа, оди Исус на гости кај, мислам дека кај Матеј, и таму иде една жена и се фрла во неговите нозе и користи едно скапо масло, скапо миро да го благослови. Буквално да го помаза Христос. И Христос наеднаш еден од религиозните типови што после тоа и го предаде, кажува, па нели требаше ова масло да се потроши за подобри цели или да се потроши за сиромасите. И тука со тоа сака како да донесе малку и осуда врз сето тоа. Но Исус им вика, им се врти и вака им кажува, сиромасите ги имате секогаш. И тоа е така. Сиромасите ќе ги имаме секогаш, ќе ги имаме луѓе секогаш во потреба. И ние сме како црква, како луѓе самите, како поединци, треба да бидеме привлечени од потреба на луѓето и на таков начин да реагираме. Но едно Исус што кажува тука е многу, можам да кажам, од круцијално значење за секоја единка. Што вика Исус таму? Таму Исус вика, оставете ја, нека го прави тоа. И верувајте, како што мојот збор, како што ова Евангелие ќе се шири насекаде по светот во сите векови, истото ќе се зборува и за неа што направи. Зошто го кажувам ова, Зоран? Зошто јас верувам дека црквата не е само повикана да ги гледа социјалните аспекти на луѓето. Јас верувам дека црквата е место каде што ние духовните аспекти се поважни од било што, зашто само тие може да донесат вистинска слика и перспектива. Што значи тоа? Црквата е место каде што чуда и знаци ќе се гледаат. Црквата е место каде што ангели ќе се симнуваат да помагаат. Црквата е место каде што зборови пророчки се добиваат и од тука цели животи ќе се менуваат. Црквата е сето она што Бог го замислил да биде. А што значи тоа? Да го донесеме Божјото царство, да донесеме Божјото царство во полнота, со се, како што е на небото, така и на земјата. И ја ова намерно го начнувам мој муавет, Зоран, зашто како и јас, но во твоето животно искуство, во твојот живот имаш толку многу работи да кажеш околу сето ова, толку многу работи да си донел околу сето ова и толку многу нешта може да се зборуваат за сето ова што можеби на некој од луѓето што првпат ќе слушнат ќе им биде малку и чудно, но убаво е да биде нешто чудно. Зошто те предизвикува да го спознаеш и да го распознаеш. И верувам дека ние сме повикани за чудни нешта, за чудни работи. Повикани сме за чудеса, повикани сме за исцеление на луѓе, повикани сме за пророштво, повикани сме да гледаме небесни нешта. И јас сакам некако денеска во таа насока да го свртам целиот овој разговор. Супер. Знаеш како, баш интересно како го објасни тој дел дека колку и да планираме и сакаме и некојаш некои работи и не кеме, ама тие се случуваат. Едно нешто разбираме, значи во сите денови од нашите животи, поготово во вакви денови, во овие периоди каде што планираме, сакаме нешто да се случи и не се случува, или пак се случува нешто друго. И едно нешто, барем за мене лично, се провејува или пак стои толку цврсто еден стих каде што е толку јасен и го користиме постојано, каде што вели дека Исус Христос е истиот вчера, денес и за секогаш. И тоа е нешто што нас христијаните, верните луѓе, мора да ни биде, како да кажам, постојано пред нас. Ние не можеме да се надеваме на луѓето. Да, ние кои што сме поставени, пасторилија, луѓе кои што се водачи, луѓе кои што се поставени да организираат нешта. Мене породно ме вика организаторот, комшиите, да така ме знае, тој што организира. И најверојатно тоа е нормалниот дел, се организираш, да го имате секаде, низ во секојдневниот живот, како татко, како мајка, како водач на семејство, дури како директори на фирми, значи тие постојано имаат надглед, ги надгледуваат нештата и постојано организираат и постојано го имаат тоа во предвид. Но интересно е што знаеме дека не секогаш се може да се случи. И интересно тој стих што го спомна, каде што вели дека има многу планови во човечкото срце. И тоа е добро. Ја верувам дека Бог сака ние да планираме. Бог сака да ни имаме таков начин на размислување што нема да размислуваме само за денеска. Нема да размислуваме само до века, само да си го напуниш стомачето, само да тебе да ти биде добро, него да размислуваш подолго и пошироко
и подлабоко. Амин. И само тогаш реалноста на Бог ќе ти биде вистинска. И затоа тој стих вели, има многу планови во човечкото срце, но не ги подсмева. Значи писателот не ги подсмева тие планови, не ги осудува, него вели, но Бог е тој кој што ги оркестрира нашите чекори. Со други зборови, Бог ти вика, ако ме планирајте вие, слободно планирајте. Од сите тие планови, јас ќе употребам 1, 2, или ја ќе ги подобрам тие планови и ќе ви ги оркестрирам нозете. Значи, немојте да мислите дека Бог ги мрази нашите планови. Не е точно тоа. Бог сака да ние планираме. И сака да во тој наш ентузијазам, во таа наша возбуденост, во таа полни со енергија, да кажеме, ние сакаме да го направиме овој. Бог вика, еве луѓе кои што сакаат да направат нешто. И Бог тогаш прави инфузија од неговиот Свети Дух и од неговата сила, од неговата енергија и не пренасочува, не казнува, него не пренасочува на уште подобри планови. И затоа тој стих, Бог е истиот, Исус е истиот, вчера, денес и за секогаш. На мене лично ми ја дава сигурноста дека дури кога луѓето нас не се велат, па нели планиравте, нели мислевте вака? Не, јас можеби сум планирал, но јас знам дека Божиот план секогаш ќе преовладе. Така да, за мене лично тој стих постојано ми стои, поготово вакви несигурни времења кои што беа овие сега последниве 3 месеци. Ја би рекол, сите времења се несигурни. Значи, без Господ во твојот живот, секој момент ти е несигурен. Ја се среќавам не само со христијани, и со нехристијани, неверници, пријатели кои што се уште, мои пријатели кои што не веруваат се уште. И верувајте, таква несигурност постои во нивните животи. Значи, таква, знаеш што е несигурноста? Несигурноста не е производ. Несигурноста е плод на неверието. Или подобро кажам, непознавањето на управителот на нештата. Кој е нашиот управител на сите наши планови, на сите наши денови? Светиот Дух, Исус Христос. Значи, кога ти знаеш дека во тебе живее управителот, тоест создавателот и управителот на сите нешта, тогаш ти си сигурен. Си кажеш, што и да биде, јас едно нешто знам, дека Христос живее во мене и јас сум во Христос, и од таму доаѓа нашата сигурност. Тоа не е арогантност, тоа е потполна сигурност дека што и да се случува околу мене, јас знам во кого верувам. Амин. Дефинитивно. Зоран, синоќа го земав читав за Лазар, нели, како Христос, првен како го повикуваат Лазар, па како Христос го воскреснува, и навистина Господ ме насочи онака буквално на неколку стихови што се случи, дека целата приказна е прекрасна за зборување, али нели немаме толку време, можеби некојаш друг пат или во овие поучувања сите што ги правиме, но зошто сакам ова да го начнам? Зашто Исус тука на неколку места кажува можеби суштината на секој еден живот. Првен им кажува: твојот брат ќе воскресне, окей, вика, јас сум воскресението. Марта и Марија, што пред тоа беа, ние знаеме да ги окарактеризираме, или така се окарактеризирани како една што сака да слуша и верува, а другата што е нели практична и работлива. Овдека и двете се збунуваат. Овдека и двете се збунуваат и на двете им треба. И тоа е само показател во нашиот живот, дека без разлика колку работи ние спознаваме, баратаме, секогаш ќе ни треба поголемо откровение, повеќе откровение, и затоа се и тие сите поучувања, затоа се и овие сите проповеди, но затоа е целиот тој повик да се оди подлабоко во Христос. Зошто? Зашто никогаш не е замислено за нас да живееме на стара слава. Пред 20 години се спаси, виде чуда и знаци, и ајде сега ги паметам тие работи, доволно ми е. Не, него нашиот живот е буквално да одиме постојано во сето тоа. И тука кажува, јас сум воскресението и животот, оној што верува во мене и да умре, ќе живее. Тоа е суштината на нашиот живот. Што и да правиме? Ги имаме тие 90, 100, 80 години. Ако не го доживееме, ако не го познаеме сето ова, ние сме утнале без разлика што и да си направил во твојот живот. Што и да си постигнал во твојот живот. Што и да си планирал во твојот живот. Така да, една е таа работа. На второ место, и вика, мислам дека на Марија, ако веруваш, ќе ја видиш Божјата слава. Вау. Ево го вториот чекор за нашиот живот после воскресението. Ако веруваш во Господ, ако веруваш во Исус,
ќе ја видиш Божјата слава. Тука и сега, врз тебе, тука и сега, врз животот на другите, ќе ја видиш Божјата слава врз црквата. И на крај, она што може би сите не засака, дали Господ не слуша, кога ние се молиме, дали е битна молитвата или дали не е битна молитвата, Исус оди да го воскресне Лазар и вика вака: Татко, ти благодарам што ме послуша. И тука бев малце запрепастен. Го знам сето ова, знам како функционира, но бев запрепастен како Исус го доловува за нешто што ќе се случи, што е, иако е блиска иднина, сепак е акција во иднина, он благодари во минатото. Да. И ова ме навраќа на оној стих каде што вика Христос: ако барате, мора да верувате дека веќе сте примиле. Мора да верувате. И ова ми дава мене за право да верувам дека она што ќе се случи во Бог веќе е случено, во Бог веќе е послушано, во Бог веќе е издействувано некој начин. Знаете зошто? Зошто Исус не застанува тука, вика: ова јас го знам, Господе, но го кажувам за сведоштво на тие што се околу мене. На другите. Ова јас го знам, луѓе, верувајте, го кажувам за сведоштво на другите околу мене. Ова Зоран го знае, го кажуваме за сведоштво на другите на луѓето. Зошто го знае Христос? Зошто пред тоа им вика: јас сум воскресението. Зошто го знаеме ништо? Зошто знаеме во кого поверуваме. И кога го знаеме ова, ние викаме: фала ти, Господе, што веќе ме послуша за она што ќе се случи. Да. Од таму доаѓа таа сигурност. Затоа велам, сигурноста наша што имаме, видите, ова го имам проповедано многу често или многу пати и никогаш не е доволно да се објасни, барем на луѓето што слушаат и ја верувам дека еднаш Светиот Дух ми го посочи тоа, ми го покажа тоа. Ја верувам дека работите што се случувале, тие чуда, тие знаци, тие манифестации, тие секакви разни работи кои што ти видиш дека се чудни и тие се чудни затоа што ги прават луѓето да се чудат. И тоа е добра страна, тоа е добар момент затоа што луѓето треба да се чудат. Затоа што ние живееме, ние проповедаме порака која што е надвор од нормите на нормалното или од нормите на она разбирливото. Многу често ние зборуваме со разбирливи зборови, али времето кое што сме го поминале во разбирањето на духот донело во нас една состојба, еден момент каде што да, ние разбирливо ги зборуваме, но тие се научени во духот. Или подобро кажам, тие се духовни работи кои што ние сме се обиделе да после 5, 10, 20 години да ги насочиме, па да луѓето од прилика не разберат. Иначе на почетокот тие биле неразбирливи работи, тие откровенија, кој може од нас ти си не си можел да се разбереш сами од себе си, а камоли другите. И основата која што ја имаме е сигурноста дека знаеме дека тој ќе направи нешто. И затоа многу често, дури кога луѓето не слушаат, кога проповедаме напред на проповедална или па кога им сведочиме на луѓе, дури кога ќе кажеме Бог тебе ќе те исцели или Бог ќе направи чудо во твојот живот. И сега две работи се случуваат во луѓето. Си велат следново: или овој нешто ме лаже, или овој нешто не мати, или овој стварно верува дека тоа ќе биде. Значи, тие неколку опции, значи не постои. И сега обично луѓето таа последната опција остава скрос на крај, дека мислат дека ние глумиме нешто, се правиме, дека сакаме да ги наведеме на нешто и дури на крај велат: абе ова е само дали може верувам, и на крај гледа дека ние стварно веруваме во тие работи, ние стварно веруваме дека ова е вистината. И затоа често сум имал критики кон моите зборови дека тоа е арогантност. И јас на почетокот се бранев. Знаеш, сепак ти пречи кога ти навистина ја кажуваш твојата вера, твојата увереност и луѓето те исмеваат. И се пробуваш да се браниш, што е нормална работа. Ја верувам дека Светиот Дух ми посочи и ми го покажа следниот дел. Рече: Зоран, многу е тенка линијата помеѓу арогантноста и смелоста. Многу е тенка таа линија и многу често ни самиот нема да знаеш каде се наоѓаш, дали си арогантен или си смел, дали си арогантно зборуваш или пак си уверен во тоа што го кажуваш. И ја верувам дека во текот на животот, растејќи во благодата не поучува како да ја разбираме таа понизност
Та кога ќе зборуваме, колку и да се силни нашите зборови, колку и да се крупни нашите зборови, ние знаеме дека зборуваме, бидејќи знаеме дека Бог, дека Светиот Дух е во нас, не слуша и ние не сакаме да се правиме херои во таа ситуација, него сакаме да дозволиме да Бог биде воздигнат, да Христос биде величан, да Исус биде тој кој што луѓето кажат, ова не беше твое дело, него беше дело на нашиот Бог. И затоа сигурноста во мојот живот, во твојот живот и во твојот живот не треба да не плаши, него таа треба да ни донесе уште поголема увереност дека не го правиме ние ова, него тоа е Бог кој што живее во нас, ги прави тие чуда, ги прави тие исцеления, ги прави тие знаци. Единствено што ние правиме е се чудиме дури на самет и сме наблюдувачи на Божјата сила во нашите животи, преку нашите животи кон другите луѓе. Амин. Тоа е убавината на сигурноста. Јас Зоран би додал, значи збориме смелост со арогантност, ја би зборил, би додал и фалба. Таа е и према фалбата ќе објаснам зошто баш го мислам, зашто и тука е тенка линијата. Од страна, окей, па дури да случува дали ние се фалиме, дали не. И сакам да се навратам на како Павле размислува на таа фалба. Павле вака вика. Павле вика, ја би се фалел со мојата немоќ, и некако тоа е понизност. Да се фалиш со својата немоќ, зошто? Зашто знаеш дека Христос те осенува во твојата немоќ, така? Христос со неговата сила те осенува, те оснажува во својата немоќ. Но, не смееме да останеме тука. Зошто? Зашто ние не сме повикани само немоќни да бидеме. Него напротив, верата те прави таму, Павле тоа сака да објасни, таму каде што си бил немоќен, да го искористи Господ и да бидеш моќен. Она што го кажа ти, тогаш ќе знаеш и дека не е од тебе, дека од самиот Бог. Но ако вратиме наназад, тоа е мислам дека во 2 Коринтијани го објаснува, така беше? Или во Римјани, негде во Римјани го објаснува тоа. Не, извини, 2 Коринтијани сепак, не знам, 10 глава негде. Ако го вратиме наназад, Павле вика, но јас знам еден човек. И кажува, беше вамо, беше таму, алудирајќи на самиот себе, зашто после стиховите објаснуваат дека он зборува за самиот него. Беше, гледаше на небото работи, виде на небото нешта. Тоа значи дека ги симнал доле, дека им пророкувал на луѓето. И вика, тогаш ако се фалам, ќе се фалам со таквиот човек. А нема да се фалам со тоа што сега го правам во тело и во работа. Така да мораме да бидеме свесни дека понизност е да се фалиме во нашата немоќ, каде што Христос не осенува со неговата сила, да можеме да ги гледаме сите оние нешта за кои сме повикани и да немаме, дури можам да кажам, запирка. Едино што треба да си го испитуваме секогаш и секогаш ќе биде нашиот мотив. Со што и му идат после неколку дена роварење, можам да кажам, на учениците, додека беа уште со Исус, кај што Исус ги праќа и знаеш кога младци, кога ги спознаваш сите работи, како што Јован кажува, ви зборувам вам млади, зашто спознавте дека го победивте лукавиот. И тогаш си смел, тогаш си силен, тогаш ги можеш тие нешта, и му се враќаат учениците, му викаат, Господи, чуда се случуваа, правевме работи, се беше окей. И он им вика, но смирете ја топката, гледајќи на еден, може би мотив малку како што го носи нивната младост е тоа дека леле сега парче ќе правиме. Зошто? Зашто после тоа кажуваат огин да фрлат од небото. И знаејќи го Исус тоа. И затоа го кажав тоа, овие работи испитувајќи си ги нашите мотиви, зошто ние ги правиме овие работи, Исус им вика полека. Тие работи ќе ве следат. И ќе бидат јамен во вашиот живот кога поверувавте во мене. Но радувајте се зашто сте запишани во книгата на живот. Знаеш, интересно е што таа сигурност или таа увереност, нели таа секогаш е поврзана со верата. И таа затоа верата е двигателот. Јас така го нарекувам тој дел дека верата е двигателот во нашите животи. Ја верувам дека многу често, или ја би рекол дека ја верувам дека христијаните го слушаат Светиот Дух. Ја верувам дека христијаните добиваат инструкција од Светиот Дух, добиваат поттик од Светиот Дух. И ја верувам дека кога кој ќе се сретам со некој христијанин, верник, независно од било која земја, од било која место, и кој ќе ми каже, Зоран, не се случува ништо во мојот живот. И сега, ако беше тоа пред 20 години, ќе реагирав на друг начин, затоа што нели, кога си помлад христијанин, си полн со ентузијазам,
често може да ги отвориш луѓето од тебе или да ги одбиеш не сакајки во тој жар, знаеш, али сега најверојатно има малку поблаг пристап, не дека јас сум го сменил мислењето, ама пристапот ми е малку поблаг и се обидувам да од една друга страна да им пристапам на луѓето. Наместо да кажам како тоа тебе ништо не ти се случува, па како тоа Господ е секогаш активен во нашите животи. Не, него го објаснувам на друг начин. Велам вака, најверојатно причината зошто не се случува толку многу работи во твојот живот не е дека Бог не прави работи. Значи, Бог постојано, неговиот збор се уште е активен. Значи, тој постојано вибрира, како да кажем, таа е фреквенција која што ги придвижува работите постојано. И тоа ќе трае додека трае животот, неговиот збор нека биде светло, тој се уште си активен. И тоа си стои така. Но најверојатно кога заради стравот на немајки, како се вика тоа, способност да го приметиме или да го примениме она што ни е кажано, дали е тоа од културолошка гледна точка, дали е тоа од тоа како си воспитан, од тоа како ти ги гледаш работите, те опфаќа страв. И тука си блокиран. И дури кога знаеш дека Бог ти зборувал, не си спремен да го направиш тоа. Не си едноставно не се предаваш на таа вера. Верата е активирана, ама потребно е тоа предавање на верата, потребно е таа послушност кон таа вера, затоа што верувам дека христијаните, верниците имаат вера. Секој има вера, кој што поверувал во Исус, но потребен е тој чекор или предавање да колку и да изгледа ова чудно, да колку и да изгледа ова нелогично и колку и да изгледа ова тешко, да го направиш тој дел. И кога ќе почнеш да оперираш на таков начин, и полека се придвижуваш, и сега одеднаш, после 5, 10, 20, 30 години, ако се свртиш наназад, и ако погледнеш, ќе видиш колку многу работи се случиле. Зошто? Заради таа вера, која што си дозволил да биде твојот двигател. Затоа што кога си придвижен од верата, е невозможно да не се случуваат работи. Значи тоа, ја не го користам зборот невозможно, али е невозможно да ти живееш како христијанин, да ја користиш верата и да кажеш ништо не се случува во мојот живот. Значи тоа е невозможно. Ја би рекол, тоа е единственото место каде што би го ставил тој збор. Иако еднаш Светиот Дух ме коригираше, и вече сакам да го избришеш тој збор од твојот речник. И јас стварно го избришав и не го користам. И затоа е многу важно да дозволиме да верата ни, колку и да звучи чудно, да направиме. Дали е тоа да му дадеш нешто на некој човек, дали е тоа да посетиш некој човек, дали е тоа да му се јавиш на некој човек, дали е тоа да му пратиш порака на некој човек, дали е тоа да прегрнеш некој човек, дали е тоа да допреш некој човек, дали е тоа да погледнеш некој... Значи сите тие аспекти се развиваат во текот на нашиот живот кога ја користиме верата како и таа станува тогаш тој основен двигател во нашите животи и потоа може да се фалиме. Знаеш, Павле вели во 1 Коринтијани, значи ова е 1 Коринтијани 15 глава 10 стих, вели вака: тоа што сум денеска. Значи Павле не го кажува тоа после еден ден бивајќи христијанин, го кажува после многу години бивајќи веќе христијанин, и вели тоа што сум денеска, вели е заради Божјата благодат. И вели јас направив повеќе подвизи, дела, чуда, знаци, манифестации од сите други апостоли заедно. Значи тоа е, ако постоеше арогантна изјава од Павле, оваа е таа арогантна изјава, каде што дури грчкиот збор вели да ги собереш еден по еден апостолите, да се споредувам со другите апостоли, јас направив повеќе дела заедно од сите нив. И тоа е многу арогантна изјава. Или пак е многу смела изјава, или пак е уверена изјава. Но Павле вели вака: но не бев тоа јас, туку Божјата благодат која што действува во или преку мојот живот. Тоа е убавината кога ние се фалиме, ние знаеме што зборуваме, ние знаеме дека не сме ние тоа. Јас сум бил на служби каде што сум пророкувал на 200 луѓе во редица. Некој што слуши и каже: ја не можам на еден да му пророкувам.
Ја на 200 луѓе, јас сум проповедал со сати, со денови сум зборувал. И во моментот луѓето викале, леле, каков, што човек си ти? Но едно нешто, јас лично разбирам, ова не сум јас. Ја го гледам ова, го наблюдувам, што викаат Скопјани го посматрам, ама не сум јас ова. Ја гледам дека силата на Светиот Дух делува преку мене. И тие се тие дела на верата. И затоа е невозможно за христијанин да Бог не делува во неговиот живот, или пак да не е активен. Единствено, ја би рекол, пречката или она што смета е дека не се осмелуваш да делуваш или да се ослободиш во тоа движење на таа вера. И тогаш ќе видиш дека Бог навистина делува. Амин. Знаеш, се користи еден збор за нели работиво што избориме надприродно или нели дека не е се тоа природно. И зошто го спомнувам ова? Зашто мора едно да ни биде јасно дека овие духови што не ги разликуваме со физички очи, што со допир, со не знам, што со уши, со не ги вкусуваме зашто не ги вкусуваме на неприроден, тоест на природен начин, не смееме да ги отфрлиме целосно, Зоран, како затоа се нарекуваат надприродни нешта. Има и други зборови, зашто не ги разбираме со нашиот физикус, ако можам да кажам, не ги гледаме во природата, во дрвата се, но што се исто толку присутни во твојот живот, исто толку присутни во вашиот живот, како и тие природни нешта. Она што Павле кажува, Павле вика, нели, не бев јас, него Божјата благодат. Тоа не значи дека Павле нешто во транс паднал, па не бил тој, па не спознава и најнештално нешто се случило се, али он ништо не знае. Павле бил целосно свесен дека е он, но целосно свесен од каде доаѓаат сите овие нешта, од каде доаѓаат сите овие работи. И Зоран, ти спомна нешто што може да нас очуваме малце во тој контекст, при крај на оваа проповед, спомна еден збор послушност. Да, и ги наброа после неколку работи. И така да сведуваме на она дека ние што треба да уствари да бидеме послушни на верата. Има два збора што се користат, едниот е послушни во верата и едни послушни на верата, да. И има голема разлика, можеби нешто и ќе спомнеме околу сето тоа. И сакам да прочитам еден стих, Зоран, каде што Римјани 5:19, многумина го знаат, али за тие што не го знаат. Да видиме што разликува послушноста и што разликува непослушноста. Зашто верувате дека се нешто има, нели, акција и реакција, на секое нешто ние имаме контра и мора да испознаваме сите овие нешта. Ајде, Римјани 5 глава, 19 стих. Зошто? Како што непослушноста на еден човек мнозина станаа грешници, така и со послушноста на еден мнозина станаа праведни. Вау! И овдека гледаме дека има огромна разлика во непослушноста и во послушноста. Зошто го зборувам, Зоран, ова? Зашто направиме толку многу проповеди, направиме толку многу поучувања, се гледаме со луѓето, бараат објаснувања за нештата се, и се сведува на едно нешто. Не е дека не добиле духовна храна. Не е дека не добили и друга храна, телесна храна. Не е дека не е добиено, ги има во изобилие. Но она што понатаму ќе го донесе оваа послушност за која збориме. И јас ги наброав неколку, нема да ги објаснуваме во целост ради времето, но ги наброав неколку работи што се носат со послушноста и со непослушност. И може тука да направиме некој добар разговор. Така да тука пиша, послушноста е чин од повеќе етапи. Сега, прво е одлука да слушнеш. Значи ти одлучуваш, не ја за тебе. Кога ти го пушти ова видео, кога ти дојде за совет, ти одлучи што ќе сакам да слушнам. Одиме втора етапа, слушаш. Не идеш, одлучи да слушаш и не идеш, не ги затнуваш ушите, него едноставно се пушташ и слушаш. Трета етапа, Зоран, не го отфрлаш. Може би на средина е и може би е главна етапа за тоа што понатаму послушноста прави во твојот живот. Така да никако она што го слушаш, ако сакаш да бидеш послушен на Бог, на Словото, на луѓето околу тебе, на водство на црква, послушен на верата, ова е може би главното нешто.
не го отфрлаш. Го зимаш друга етапа за твое, делуваш во тоа, гледаш плодови од тоа. Секое наше делување носи плодови што ќе покажат и ќе докажат какви ни биле нашите делувања. Сега, непослушноста е многу слична со послушноста. Одиме, непослушност е исто чин од повеќе етапи. Одлучуваш да не слушаш, значи овој пат сега одлучуваш да не слушаш, од старт, сега, и ради одлуката слушаш ради реда. Ради тоа што ти веќе од старт, без разлика дали си дошол за совет, дали си почел да читаш Библија за да научиш нешто, од старт, ако ти е мотивот, нема шанси ова нешто мене да ме научи, ти слушаш, ама ради првата одлука слушаш ради реда. Го отфрлаш, делуваш во тоа и гледаш плодови во тоа. Последниве две се исти. И во двете работи, и во непослушноста, и во послушноста, ние делуваме и гледаме плодови од истото. Знаеш, прекрасно тоа како го опишуваш тој дел за послушноста. За мене лично е еден пример на човек кој што е неверојатна слика на послушност и на чудо. Значи буквално чудо кој што денеска го читаме и сме зачудени од неговите дела. Ајде само на кратко, овие се неколку стихови кои што мора, ако имате Библија, земете отворете, затоа што убаво е да ги запамтите овие стихови, затоа што сепак станува збор за обичен човек. Значи, обичен човек, и ова е Дела апостолски 5 глава. Значи, ќе читаме 6, ама ја замислете, Дела апостолски 5 глава се случува пробудување, тоест веќе во 3-4 глава се случуваат чуда, се случуваат знаци, апостолите почнуваат веќе 3000 луѓе се спасуваат, значи има голема бројка на луѓе. Истовремено, како што ти почна, нели, социјалните потреби на луѓето, храна, и еве сега викаат апостолите, слушајте луѓе, и организираат, прават, како да кажам, народна кујна прават, така да наречеме, и значи има потреба да се грижат за луѓето. И апостолите велат вака, слушајте, значи ние гледаме потребата. Значи они веќе имале поучување, проповедања, им зборувале на луѓето, им служиле на луѓето, и сега другите луѓе, да кажеме обичните, ајде да не кажем обични христијани, другите христијани кои што не биле апостоли и велат веќе примиле таа духовна храна. И апостолите велат вака, ние сакаме да се посветиме на словото и на молитва. Значи сакаме да проучуваме, сакаме да истражуваме, сакаме да поминеме во молитва, значи сакаме да го правиме тој дел, и затоа ние имаме потреба, значи еве го првиот дел, значи сигурно не зборувале јавно. Викале, имаме потреба, значи тоа ако имале 2000 луѓе, имаме потреба да некој служи овдека. Значи они го кажале словото, така? И вели има потреба да служат луѓето во кујна. И сега некој ќе си каже, у кујна, јас сакам чуда знаци да гледам, јас сакам да полагам раце врз луѓе, па да паѓаат, па да се препелкаат, па луѓето да ми плескаат, нели викаат, леле, колку си ти јаку верата, и така го замислуваме тој дел. Апостолите викаат, у кујната нешто таму манџа да варите, ја некоја со кујната си имам проблеми, затоа што, нешто ми мириса, него јадам ја тоа. И добро, фала Богу што не живеам ја пред 2000 години, знаеш, тоаш немале аспиратори. Али добро, вајде готвеле надвор, па било дувало ветер. Како и да е. Значи, требало да се служи храна. И апостолите велат, најдете 7 луѓе, и сега види, сега читаме од 6 глава. Ова е 6 глава, 3 стих, ова лесно се памти. 6 глава, 3 стих, Дела апостолски. И еве го критериумот на тоа што апостолите бараат, какви луѓе да бидат овие. Значи не да бидат високи, не да бидат згодни, не да бидат со фризури, не знам како. Едноставно барале луѓе што треба да бидат послушни и да служат. Видите што пише овдека. И вели, најдете 7 луѓе, значи ова е првото нешто, да бидат полни со Светиот Дух и да бидат полни со мудрост. Значи ова е првата карактеристика. Полни со Светиот Дух и полни со мудрост. И сега не знам тоа дали имало гласање, дали имало барање, дали викале дигнете рака, или пак некој од апостолите лично ги барал луѓето, или пак може само тие 7 останале, другите избегале. Може лекле, кидеме ние да правиме служба некоја духовна, и останале 7 души. Ова звучи чудно, ама ова е реалноста што ние денеска ја среќаваме секаде. И видите што пишува овдека. Значи, апостолите наоѓаат, еве го сега во 5 стих. Значи, 3 стих
треба да бидат барат 7 души што се полни со Светиот Дух и со мудрост. И еве сега апостолите или луѓето наоѓаат 7 луѓе. И видите како словото ги опишува овие 7 луѓе. И вели помеѓу нив беше еден човек и на тој сакам да се задржам. Стефан. Океј, Стефан. И вели вака. Вели најдоа 7 луѓе, помеѓу нив беше Стефан. И видите што е второто нешто што го карактеризира и Стефан и другите луѓе. Значи, покрај што биле полни со Светиот Дух и со мудрост, вели дека беа полни со вера и со Светиот Дух. И се интересно е што во Новиот Завет не наоѓате премногу опис за еден човек да се опишува на 3 различни начини или 3 аспекти од неговиот живот. Значи, замисли, го наоѓаат Стефан, викаат, еве човек, полн со Светиот Дух и полн со мудрост. И второто нешто што Новиот Завет не го опишува Стефан, дека е полн со вера и со Светиот Дух. Значи, еве го Стефан сега почнува да служи. Значи, веќе е активен, служи. Им дава манџи таму, не знам што све не им дава. И ги посветуваат овие луѓе пред другите, значи почнуваат и вика и дека мнозина луѓе се спасува и дека дури и свештениците кои што беа против овие луѓе доаѓаа при верата. И сега видите го 8 стих. Еве го повторно Стефан. И вели вака: и Стефан, најверојатно умирисан од манџата, умирисан од зачините, умирисан од тоа што го приготвувале, може и бил како на Мастершеф што има за нешто, како се вика тоа престилката, најверојатно така бил активен, така ја го замислам. И видите што се случува. 8 стих. И вели: и Стефан, полн со Божјата благодат и со сила, правеше големи чуда и знаци помеѓу народот. Значи тоа е многу, значи почнува со што? Почнува со послушност. Значи еве го Стефан вика: ја ќе правам манџа. Почнува да прави нешто, почнува да служи. Второто нешто го наоѓаме дека е полн со вера. Значи сега верата му е што? Двигателот во неговиот живот. И третиот опис вели: полн со Божјата благодат и со сила за чуда и знаци. И интересно е што ако продолжите да читате 6 глава и 7 глава, ќе видите дека некој ќе каже Стефан завршува неславно. Не, тој завршува најславно од сите други луѓе. Зошто? Тоа што го каменуваат, значи е маченик, првиот маченик што го наоѓаме во Новиот Завет и првиот човек што на идентичен начин ги изговори идентичните зборови како Исус: прости им, татко, бидејќи не знаат што прават, и потоа го предава својот дух. И всушност вели во 7 глава дека читаме за Христос дека отиде на небото и седна на неговиот престол. Знаеш што читаме кога Стефан умираше? Дека Христос стоеше. Значи Христос на небото стана од својот престол за да го почести Стефан, кој беше идентичниот пример на верата и на послушноста и на Божјата благодат. Вау. Не знам колку знаеш, Стефан ми е омилен лик од целата Библија, нели, после Христос. Стефан ми е некој на кој и можам да кажам се огледувам, или така да многу е силно тоа што многу е силно Зоран критериумите за делење гравче. Значи, понекогаш ние мислиме дека ќе делиме гравче, па не треба и многу. За да служиш на луѓето, треба да си полн со благодат и мудрост и Светиот Дух. И така, делејќи гравче, луѓето ќе гледаат чуда и знаци. Амен. Тоа е поука за целиот свет. Тоа е слика за самиот Христос, кој им служеше, зашто вика: јас знам кој сум и каде ќе одам и можам да ви служам и да ви имам нозе. Зорам, многу пати луѓето послушуваат, не секогаш послушуваме, како да кажам, поради тоа што, нели, сме духовни многу или било како. И јас ги имам наброено неколку видови на послушност. И знаеш, го читав една Шиона и викам: он послушал од страв човеков. Зошто? Зашто неговото дело на крај, кога он се буни на Господ, зашто Господ сака да ги спаси таму кај што го пратиле, он послушува од страв. Понекогаш послушноста е во самиот наш карактер, каде што сме ја наследиле од
од родителите, но не е вистинската послушност. И затоа ние мора, како црква, ние мора како луѓе што го разбираат Божјото срце, да ја донесеме таа вистинска послушност за луѓето на вистински. Зошто го зборувам ово, Зоран? Зошто многу пати согледуваме некоја лажна послушност, некоја послушност, што кажав, потикната од страв, да не добиеш казна, или од страв од непознатото. И така да сум ги набрал неколку послушности. Послушност врзана за карактерот, која во голем процент е наследена од некој родител. После тоа, слепа послушност. Имаме многу пати слепа послушност. Во овој систем имаме анархисти луѓе што се борат. Анархист е човек што не почитува ништо и најверојатно е непослушен само ради што има видено манипулација со послушноста. И не можеме да ги окривиме секаде зашто системот понекогаш сака да изманипулира со нашата послушност. Но во Бог понекогаш слепата послушност е и како добре дојдена. Зошто? Тоа значи дека во момент, еве еден пример, во моментот треба да направиш нешто, но немаш време да прочиташ што вика Словото за тоа, немаш време да бараш уште 3 работи, три пати некој да ти потврди за истото, и ти наеднаш мора да си слепо послушен. Иако никогаш верата не е слепа, никогаш верата не гледа што има понатаму, но во моментот твојата душа не може во моментот да го процесира и наеднаш што вика, окей, Господи, ќе те послушам. Да, имаш понатаму послушност кон Словото, послушност кон Христос самиот, послушност кон Божиот збор, сум ги одделил тука. Затоа реков послушност кон Христос самиот, кој е, нели, Словото кое се всели во нас, послушност кон Божиот збор, кој е ова, писмото, послушност на верата и во верата, послушност кон мажот, жената. Така да, ако некој мислеше дека ова ќе се одбегне и дека нема, нели, не е битно, многу е битно да се има тие работи. Така да, во Римјани 1:5 го објаснува тој дел на послушност на верата, нема да одиме натаму. Нешто што мене, Зоран, и може тој дел да го прочитаме, и тука негде да привршуваме, е Изреки 1:7. И ова сакам да го објаснам за сите оние што може би ќе се роди, знам, познавајќи ги луѓето, познавајќи, знам дека ќе се роди, така ли да бидеме послушни и тоа е доволно, така ли треба? Јас не верувам. Или многу малку верувам во послушност без разбирање. Така да, ќе го прочитаме Изреки, телефонот сам Академија, телефонот снимаме со телефонот. Океј. Да, добро, не е битно, ќе го знам. Изреки 1:7 е отприлика го знаеме повеќето, но најдовна е еден многу убав превод каде што вика стравопочита, нели, е почеток на мудроста, и во овој превод кажува послушноста е почеток на разбирањето. Послушноста е почеток на разбирањето. И зошто оној дел со разбирањето? Зошто во многу случаеви во немоќ сами да размислиме, Зоран, за работите, сами да одлучуваме за нештата, сами да одлучуваме за нештата, ние викаме, ќе послушаме. Зошто? За тој што ќе го послушаме не биде крив. Разбираме овој дел. И затоа ние мора да бидеме цврсто темелени во Христос, цврсто темелени во на кој сме ние, и на таков начин да бидеме послушни. Не никогаш ради неразбирање, ради страв, ајде ќе го послушам, тој е поголем и повеќе има поминато, па што, после плодовите, да можам да му ги препишам него, а не мене, во зависност од какви се плодовите. И така да, многу е битно, зашто јас инсистирам, сум пишал тука послушност со разбирање, но пред се послушност кон Бог. Верата не може да функционира без послушност. Сите херои на верата ги красеше послушноста. Послушноста, таа не е, како да кажам, таа не е мистика. Значи да бидеш послушен не е некоја мистика, нешто мистичност. Не знам, често зборуваме, нели, и Словото многу јасно опишува дека црквите во Македонија биле многу дарежливи. Значи, они не биле дарежливи несвесно, како некако не знаеме. Значи, има еден стих што вика Исус, вика нека не знае твојата лева рака што пред твојата десна рака. И некои луѓе се збунети околу тоа. Знаеш, како тоа да функционираат сами на себе? Исус вика не разбирате. Значи,
кога ќе го направите, вие го правите тоа практично дело, него во вашето срце да не се фалите со тоа. Амин. Али свесноста дека ти си го направил тоа, дека ти си ги избрал тие пари, дека ти си ги спремил тие пари, дека ти си се подготвил за тоа дело, тоа било многу свесно. Значи, многу често јас се наоѓам себе си да за некои работи што сум бил послушен, поминале денови, ако не и месеци, ако некојаш не и години. Значи, тоа било нешто што растело внатре во тебе. Така да послушноста, ја би рекол дека таа се тренира, значи таа можеш да ја вежбаш, че се вежбаш еднаш, два пати, три пати, и после некој време ти станува блиска. Веќе не ти е некоја застрашувачка работа, и како ја да бидам послушен. И ти станува лична. Ти станува нешто што го правиш, како да кажеш, станува дел од тебе, станува дел од твоето битие и веќе не се плашиш ниту од Бог, ниту од делото, ниту пак од самиот себе. Значи, затоа што најверојатно најголемиот страв кон послушноста ја има душата. Да. Или самите ние. Значи се плашиме, не знаеме што како ќе испаднат работите, али после некое време, период, години, ти станува лична и веќе станува нормална. Веќе не се плашиш и не треба премногу убедување од Светиот Дух, па не знам, пророчки зборови, па од словото, па на телевизија, па пред ја често нешто ми се случувало. Значи ќе слушам натре во мене што Господ ми зборува. И си викам, може јас бев ова. Значи ја излегувам од дома, поминува автобус, на автобусот има реклама кој што го има зборот. Тргнувам понатаму на билбордот истиот збор. Значи ја никогаш го немам видено таа реклама. Се среќам со друг човек, вика, Зора, не знам зашто, ама го гледам ова врз тебе. И после некој време ти си више сардисан си од Божјото упатство. Ама тоа е на почетокот. Доаѓаат моменти каде што не мора Светиот Дух тебе со 50 знаци да ти манифестира што да правиш, него веќе тој почит што го имаш и веќе тоа разбирање што го имаш кон Бог, велиш, потребно само едно мало придвижување. И јас ќе бидам послушен. Амин. И тука е убавината. Значи послушноста што ние сакаме да ја имаме е во нашиот, ја би рекол, ја би го потребил дури зборот интимен однос со Светиот Дух, таа интимност, таа блискост, така кога Светиот Дух само ќе каже иди лево, ти да не прашуваш чекај лево или десно или назад или право. Знаеш дека треба да идеш десно. Затоа што го познаваш него и сакаш да му будеш угоден на Бог. Амин. И тука станува збор за таа послушност дека веќе станува нормален дел од твоето и моето битие и веќе не се мачиш ти со таа послушност, веќе не ти е мака да го правиш. Така да верувам дека ова поучување навистина е прекрасно, да не очекуваме сите само другите луѓе да бидат послушни кон нас, туку да и самите ние и да секој еден христијанин да биде послушен, биди послушен на се што си слушнал, се што знаеш, не на англиски hesitate, не на српски оклевај, на македонски како е? Не оклевај, као не повеќе не го одложувај. Не го одложувај. Да. Супер. Не го одложувај, не одложувај денешната послушност. Амин. Така да јас те благословувам сите да навистина да бидете послушни, да бидете спремни да го правите тоа што Господ го има за нас. Амин, амин. Зоран, не смееме да завршиме, а да не го спомнеме врховниот пример за послушноста, тоа е Христос. Амен. И ја можам да завршам со стихови од Евреи 5, се некако додека чита за послушност, со петка се или стиховите или главите, така да самата послушност е втемелена силно во таа благодат што ние зборуваме, во таа Божја добрина што ние зборуваме, зашто и послушноста е дар од Господ што е во нас, но бара наша посветеност. Бара голема наша посветеност. И ајде ќе ги прочитаме Евреи 5 глава од 7 до можеби 10 стих и тука негде да завршиме, окей? Тој, мислејќи на Христос, во деновите на својот живот во тело, му принесе молитви и молби со силно викање и солзи на оној на кого ние можеме да се молиме, ако не на оној што може да ни слуша. И еве пишува, вика, на оној кој можеше да го спаси од смрт и беше ислушан заради својата послушност. Иако беше син, и ова сакам да го слушнеме сите, синови, ќерки Божи, деца Божи, иако беше син, се научи на послушност, не се разгали. До крај. Се научи на послушност до крај, не се разгали. Иако беше син, се научи на послушност од она
што го претрпе. И Зоран, многу пати ќе слушнаме и луѓето каде што види, се наметнува едно бреме врз луѓето што Христос може да го носи. И ама Христос за тоа умре и беше мачен, разбираш? И се наметнува дури како осуда врз сето тоа. Христос тоа го направи. Тоа што го помина за ние да не го поминуваме, него да бидеме послушни на сето тоа. Амен. Да, и тоа ослободува многу. Христос не те осудува, не покажува со прст. Кога јас можев во тело, тогаш можеш и ти. Него ти вика, јас можев во тело и те опремив. Као што кажува Павле, те оној што не наполни со се, те опремив со се, те достигнав со се, да можеш и ти со растежот да ги гледаш сите овие работи. И откако се усоврши на сите кои му се послушни, им стана извор на вечно спасение. Секогаш се навраќаме ние на изворот. Зошто? Зашто само единствено тој е непресушен. Одреден од Бог за врховен свештеник по редот Мелхиседеков. Така јас ве благословувам со овие стихови од Евреите, ве благословувам со се она што го кажаме, да едноставно зацарува во вашите срца. Да зацарува во нашите срца и да не знаеме поинаку освен да живееме на ваков начин. Супер, одлично. Благослов до сите и се гледаме во наредна прилика, ќе ги добиете сите информации најточни за како понатаму со службите и со сето што го правиме. Чао.